онколошките пациенти утре символично ќе протестираат пред Министерството за здравство поради повторниот недостиг на лекови на клиниката за радиотерапија и онкологија. Поради високите температури на протестот ќе присуствуваат само неколку пациентки кои ќе го изразат незадоволството од честите прекини во снабдувањето со неопходната терапија. Од Сдруженијето Хемаонк велат дека пациентите повторно се соочуваат со неизвестност и стрес, бидејќи не знаат дали навреме ќе ги добијат лековите. Според Ана Марјановиќ, од мај па наваму по стапувањето во сила на новиот буџет, веќе неколку пати недостигале различни видови терапија, меѓу кои биолошка терапија, цитостатици и лекови од позитивната листа. За проблемот деновиве реагираа и пациенти на социјалните мрежи, наведувајќи дека дел од нив биле вратени без да ја примат терапијата, додека пациентите од другите градови претходно телефонски проверуваат дали лековите се достапни пред да отпатуваат до Скопје. Недостигот на онколошка терапија со години еден од најсериозните проблеми на клиниката за онкологија. Покрај редовното снабдување со лекови, пациентите укажуваат на пренатрупаноста на установата, условите за лекување и доцнењата во превентивните скрининг програми. Директорот на клиниката за радиотерапија и онкологија Игор Стојковски изјави дека кај дел од лековите имало краткотрајно доцнење во испораката поради зголемената потрошувачка, поголемиот број пациенти, периодот меѓу две јавни набавки и делумен недостиг кај дистрибутерите. Според него, најголемиот дел од препаратите веќе се доставени на клиниката. Останатите се очекува да пристигнат во текот на неделава, при што уверува дека доцнењата не влијаеле врз исходот од лекувањето. Недостигот од анестезиолози и радиолози останува еден од најголемите предизвици во македонското здравство. Решението на овој проблем бара време, бидејќи специјализациите траат 6 години, изјави министерот за здравство Сашо Клековски. Тој оцени дека моделот со приватните специјализации воведен во 2017 и 2018 не ги исполнил очекувањата, бидејќи лекарите најчесто избирале специјализации според сопствените интереси, а не според потребите на здравствениот систем. Според Клековски, поради тоа и понатаму има недостиг од патолози, анестезиолози и радиолози, додека во други области има поголем број специјалисти. Министерот најави дека владата ќе продолжи со инвестиции во здравството, при што меѓу приоритетите се завршувањето на клиничката болница во Штип, реализацијата на останатите болнички проекти и подобрувањето на условите во клиничкиот центар во Скопје и во другите јавни здравствени установи. Клековски информираше дека паралелно се работи на зголемување на бројот на здравствени работници. Тој посочи дека по намалувањето на бројот на вработени во јавниот здравствен сектор во изминатите години, сега се вработуваат 300 млади специјализанти. Во тек и процесот за трајно вработување на лицата кои со години работат со договор, со цел да се зајакне капацитетот на јавното здравство. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски изјави дека владата по барање на македонската дијаспора воспоставила директна авионска линија меѓу Женева и Скопје, која треба да овозможи побрзо, полесно и почесто поврзување на иселениците со нивната матична земја. Николовски ова го соопшти за време на партиски настан во Новосело, организиран од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, каде што се сретна со представници на македонската дијаспора, како и со членови и симпатизери на партијата. Тој посочи дека воспоставувањето на новата авиолинија било едно од барањата што иселениците најчесто го истакнувале во разговорите со представниците на владата. Според него, директниот лет Женева-Скопје ќе овозможи полесен пристап до Македонија за голем број македонски државјани кои живеат и работат во Швајцарија, ќе го скрати времето за патување и ќе придонесе за поцврсти врски меѓу дијаспората и татковината. Во своето обраќање, Николовски изјави реализација на уште еден значаен инфраструктурен проект – изградба на експресен пат Радовиш-Струмица-Новосело. Како што истакна, новата сообраќајница ќе ја подобри регионалната поврзаност, ќе овозможи побезбеден и побрз сообраќај, ќе создаде подобри услови за економски развој, инвестиции и секојдневно функционирање на граѓаните во југоисточниот регион од земјава. Новиот директор на Фондот за здравствено осигурување Златко Перински најави засилени контроли на лекувањата во странство, боледувањата подолги од 30 дена и трошоците за ортопедски помагала, оценувајќи дека токму овие области со години се меѓу најпроблематичните според ревизорските извештаи. Перински, која презеде функцијата на 13 јули, на денешниот брифинг со новинарите се осврна на извештајот на Државниот завод за ревизија за работењето на фондот во 2024 година.
Тој истакна дека ќе бидат превземени конкретни мерки за подобрување на контролите и зголемување на транспарентноста во сегментите каде ревизорите континуирано укажуваат на слабости. Според податоците што ги презентираше, фондот досега исплатил околу 500 милиони денари, односно повеќе од 8 милиони евра за лекување на пациенти во странство, поради што оваа област ќе биде предмет на дополнителен надзор. Во однос на боледувањата, Перински посочи дека Министерството за здравство и фондот веќе работат на реформирање на системот. Предлозите подготвени на неодамнешната работилница за управување со боледувањата веќе се доставени до лекарските комисии, Лекарската комора, како и до Сдруженијата на приватни лекари и гинеколози. Според него, целта е да се воспостави поедноставен, побрз и потранспарентен систем кој ќе ги намали можностите за злоупотреба, но истовремено ќе обезбеди соодветна заштита за лицата кои навистина имаат потреба од привремена спреченост за работа. Претходно, министерот за здравство Сашо Клековски соопшти дека податоците од системот Мој термин покажуваат значителен раст на бројот на боледувања. Според него, во 2025 година на боледување до 30 дена бројот се зголемил за 33% во однос на 2021 година, а во текот на годината биле евидентирани повеќе од 300.000 случаи на боледување. Просечната оценка од годинашното полагање на матурата во јунската испитна сесија изнесува 3,66, покажуваат конечните резултати што денеска ги презентираа министерката за образование и наука Весна Јаневска и директорката на Државниот испитен центар Даниела Јовчевска-Михајловска. Според објавените податоци, просечната оценка на државната матура е 3,62, на државната стручна матура 3,91, додека на државната уметничка матура изнесува 3,59. Јаневска оцени дека резултатите се објективни, дека просекот е речиси идентичен со минатата година, кога изнесуваше 3,69, а значително повисок во споредба со 2024, кога бил 3,26. Годинава за прв пат беше воведен нов концепт, според кој матурантите имаа можност да избираат помеѓу државна матура, државна стручна матура и државна уметничка матура, во зависност од видот на средното образование и нивните понатамошни образовни планови. Во јунската испитна сесија за полагање на матурските испити беа пријавени вкупно 14.587 ученици, од кои 12.184 за државна матура, 2.276 за државна стручна и 127 за државна уметничка матура. На испитите не се појавиле 348 кандидати, што представува 2,39% од вкупниот број пријавени. Најголем дел од матурантите и годинава како втори екстерен предмет избрале англиски јазик, кој го полагале 13.208 ученици. Испитите се одржаа на 6 и 11, односно 12 јуни. Тестовите беа изработени според посебни испитни програми за секој од трите типа на матура. Јапонија денеска ја одбележува 81 годишнината од американскиот нуклеарен напад врз Хирошима, првиот атомски напад во историјата на човештвото. На 6 август 1945 година САД ја фрли атомската бомба врз јапонскиот град, настан што значително влијаеше врз завршницата на Втората светска војна. Според историските податоци, до крајот на 1945 година во нападот, како и од повредите и последиците од радиација, загинале околу 140.000 луѓе. Сеќавањето на трагедијата и денес го пренесуваат последните преживеани кои сведочат за последиците од нуклеарното оружје и повикуваат идните генерации да не ја заборават лекцијата од 1945 година. Атомската бомба била фрлена од американскиот бомбардер на 6 август 1945 година во 8 часот и 15 минути по локално време. Бомбата експлодирала на околу 600 метри над земјата, предизвикувајќи огромно разорување. Температурата во центарот на експлозијата достигнала меѓу 3000 и 4000 степени Целзиусови. Бил уништен најголемиот дел од градот. По експлозијата околу 45 минути подоцна почнал да паѓа така наречениот црн дожд, радиоактивни честички кои дополнително ги зголемиле последиците врз населението. 3 дена подоцна на 9 август 1945 САД ја фрлиле втората атомска бомба врз Нагасаки, каде што загинале околу 74.000 луѓе. По овие напади, Јапонија капитулирала на 15 август, а Втората светска војна официјално заврши на 2 септември 1945 година. Денес Хирошима е град со околу 1,2 милиони жители, символ на мировните напори во светот. Во рамки на годинашното одбележување, градоначалникот на Хирошима Касуми Мацуи ќе ја прочита декларацијата за мир која годинава ќе биде посветена на актуелните глобални конфликти и растечката загриженост од повторно споменување на нуклеарното оружје.
Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп планира да обезбеди дополнителни $242 милиони за справување со епидемијата на Ебола во Африка, соопшти Американското министерство за надворешни работи. Предвидените средства се уште треба да добијат одобрение од Конгресот, а според најавите ќе бидат искористени за итни мерки за контрола на ширењето на вирусот, подобрување на подготвеноста на земјите во регионот и обезбедување хуманитарна поддршка за погоденото население. Од Американското министерство за надворешни работи посочуваат дека новиот пакет е продолжение на обврските превзементи на самитот на Г7 во јуни. Со овие средства вкупната директна американска помош ќе достигне $512 милиони. Покрај средствата за помош против епидемијата, Вашингтон најави дополнителна хуманитарна помош во вредност од $350 милиони за Демократска република Конго, Јужен Судан и Уганда. Еболата е еден од најопасните вирусни заболувања која што се пренесува преку директен контакт со заразени лица или нивните телесни течности и може да има смртоносен исход. Хуманитарни организации предупредуваат дека епидемијата во источниот дел на Демократска република Конго достигнала сериозни размери и представува најголема епидемија на Ебола во историјата на земјата. Според нивните податоци, досега се потврдени повеќе од 3600 случаи на зараза, околу 1500 луѓе загинаа. Македонија и денеска останува под влијание на стабилно и многу топло време, со температури кои во најтоплиот дел од денот ќе се искачат и до 39 степен. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето ќе биде претежно сончево со мала до умерена локална облачност. Во попладневните часови, особено во планинските подрачја, постои можност за појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец кој локално може да придонесе за краткотрајно освежување. Утринските температури ќе се движат од 11 до 22 степени, додека максималните дневни ќе достигнат од 33 до 39 степени. Во Скопје ќе преовладува сончево и многу топло време со мала до умерена облачност со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде околу 17 степени, максималната ќе достигне 38 степени. Од УХМР информираат дека и во наредните денови продолжува периодот на сончево и многу топло време, при што температурите локално ќе достигнуваат и до 40 степен. Граѓаните се повикуваат да ги почитуваат препораките за заштита од високите температури, да избегнуваат директна изложеност на сонце во најтоплиот дел од денот и да внесуваат доволно течности.